Заев се согласува за една изборна единица. Дали ова барање на пратениците од помалите партии за премиерот е причина плюс за одложување на изборите, закажани на 12 април. Пратениците бараат промени во изборниот законник, кои би важеле по одржувањето на изборите, додека Заев бара да важат за априлските избори. Ваквото барање на премиерот се коси со препораките на ОПСЕ, кои велат дека нема време за измени. Тој пак вели дека иако неговата СДСМ најмногу би изгубила во една изборна единица, сепак сака брза имплементација на измените. Во едни такви околности денеска дадов сериозно охрабрување и до албанските политички партии. Дел беа овде денеска со нас. Алтернатива е така, да. Еден дел не беа со нас. Не смеат да се откажат од своите традиционални гласачи и во трета и во четврта изборна единица. Зошто? Кога ќе биде една изборна единица, тие гласови доаѓаат на нивното конто. СДСМ и ВМРО ДПМН навистина можат да ги измерат своите сили уште почесно и поотворено. Иако реалноста со која се согласуваат иницијаторите на новото законско решение е дека нема време за имплементација на новиот изборен законник до април, ставот на Заев го делат и пратеничката на ВМРО ДПМН Даниела Рангелова, која кажа дека нејзиниот став не е став на партијата, како и пратеничката од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН Нова Исмаиловска Старова. Ако сме искрени и ако навистина поддржувате да има демократија во ова општество, тогаш ајде да го отвориме изборниот законник, да го смениме изборниот модел, да се отвори дебата не со 30 луѓе, разочарувачки од 120 пратеници да присуствуваме само толков мал број. Како да се обидуваме да најдеме изговори за ова да не го оствариме за изборите кои што предстојат. Не е точно дека има законски рок од 6 месеци, тоа е една препорака на ОПСЕ, но сепак до изборите има 5,5 месеци, иако навистина стоиме до нашата заложба, еве 13 и колешката Емилија Александрова знам дека е расположена исто да се потпише, значи веќе 14 пратеници. Мислам дека ние треба да пробаме ова да го оствариме и сега и навистина. Мене лично ми е малку невкусно да слушам за консензус. Пратеничката на Дом, Лиljana Поповска, како представник на групата иницијатори, порача дека тие нема да гласаат за новиот изборен законник, ако во него нема една изборна единица. Ке биде ли ово уште еден аргумент плюс за Заев покрај НАТО, изборите сепак да не се случат на пролет?